На брифингот со новинарите од локалните медиуми, како и дописници на регионални и национални медиуми, градоначалникот Николчо Илиев ги презентираше реализираните и тековните проекти како своевиден пресек на неговиот 3,5 годишен мандат. Тој истакна дека Пониква постојано била во фокусот на неговите активности со цел овој спортско-рекреативен центар да прерасне во атрактивно туристичко место, како најперспективно во источниот дел на државата. Денеска Пониква може да се пофали дека по 40 години има реконструиран патен правец, целосен, и можам слободно да кажам дека Пониква го има најдоброто патно поврзување споредбено со било кој зимски туристички центар во нашата држава. И секако со реконструкцијата добивме ски лифтови кои се во функција, кои одговарат на намената и пред се значајно е подобрена најпрви безбедноста на скијачите, а секако подобрена е и функционалноста, односно квалитетот на скијањето на љубителите на зимските спортови. Тој зборуваше и за перспективите на Пониква преку реализација на проекти за мини акумулација кај Арамиска чешма, Осоговскиот велосипедски рај, заживување на ловниот резерват за крупен високотрофеен планински дивеч. Особено перспективен е проектот за Цареврв, каде во иднина треба да се направи репрезентативен скијачки центар според најсовремени стандарди, за чија реализација се потребни 20 милиони евра. Ние како локална самоуправа минатата година издвоивме средства од основниот буџет и изработивме целосно проект за изградба на брана во непосредна близина на аеродромот Арамиска чешма, која што целосно ќе го реши водоснабдувањето како на оваа туристичка населба, така и на трите села кои се во повисокиот дел на Осоговието. Во тек е реализацијата на еден од значајните проекти кои ќе овозможи Пониква да биде користен на 365 дена, што значи преку целата година, а тоа е проектот Планински велосипедски патеки, Планински велосипедски рај.